Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, дозволете прво да го честитаме Свети Трифон, големиот празник, верски, штитеник на лозарите, да посакаме берикет. На почетокот сме на сезоната. Се надевам дека денеска на еден традиционален начин, онака како што си личи, заедно со нашиот народ, ќе одбележиме овој старт на сезоната за лозарството, многу важен дел од секојдневието во Република Македонија, заради тоа што повеќе од 18.000 семејства живеат од лозарството, тоа се некаде повеќе од 80.000 граѓани кои што чекат на добар род и секако поволни цени за продажба на грозјето. Знаеме дека во минатото немаше многу среќа за лозарите. Имаше невреме, не беа на време платени производите, односно грозјето кое што беше произведено. Имаше каснење на субвенциите, не беа навремени или слично. Јас сум среќен што можеме овој старт на сезоната да објавам дека субвенциите се исплатени многу навремено, 2 недели пред самиот старт на сезоната. Веќе почнавме разговори со винариите и откупувачите, за да може да обезбедиме колку што е можно поповолна цена за лозарите. Ова година очекуваме побарувачка зголемена, заради тоа што винариите се празни. Се надевам дека навистина сите ќе ги поклопиме сите моменти за да можат навистина да имаме срекни лозари и зголемено производство на лозарството. Јас сум убеден дека со сите мерки кои што ги прави владата, посебно и со новите мерки за нови дополнителни субвенции, за охрабрување за нови насади во делот на лозарството, она што го правиме со отварање на нови пласмани за финалните земјоделски производи, вклучително и за виното, освојувајќи нови пазари, цените во делот на производството на грозјето ќе растат, а истовремено убеден сум дека навистина ваквите политики на владата, кои што представуваат вистински партнер на лозарите, преку разговори со откупувачите, преку димензионирање на цените, чекор по чекор, ќе обезбедиме достоинствени земјоделци кои што ќе работат земјоделско производство, а меѓу другото и производство на грозје. Истовремено, сакам да знаат граѓаните дека владата посветено работи во обезбедувањето на сигурниот пласман, но секако ќе бидеме нивен партнер и во преговорите со цените. Ова година стартуваме со зелената нафта, директно. Еден огромен број на земјоделски производители кои што ќе имаат над 1 или до 1 милион денари вкупен приход, ќе им биде вратен персоналниот данок и тоа ќе дојде токму на почетокот на наредната сезона, кој што ќе им биде дополнителна субвенција, буквално и поддршка на тоа што ќе го работат. И зошто го зборувам ова? Го зборувам за да ги охрабрам нашите земјоделци да ги работат нивите, да произведуваат и да сметат на партнерството на владата. За нас тоа значи зголемено производство, за нас тоа значи зголемен извоз, девизен прилив во државата, но и за нас тоа значи секако екзистенција на граѓаните на Република Македонија. Благодарам.